Трибина на тема сведоштва од Украина денеска се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Пред студентите на настанот се обратија ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Абдул Менав Беџети, како и политички представници од Украина. Целта пак на денешната панел дискусија, како што велат од Универзитетот, и да се извлечат поуки од војната на украинското тло, но и да се даде поддршка на украинскиот народ во овие тешки времиња. Значи, представува задоволство да се има денеска тука представници од Украина, кои што на некој начин ќе ги презентираат од прва рака состојбите тамо, и мислам дека ние како универзитет и академска заедница ќе треба да дебатираме во врска со ова за да научиме лекцијата, бидејќи очигледно живееме во средина која што на некој начин е многу фрагилна во тој дел, така да изворно и оригинално ќе можеме без да се бидат влијанието на, да речам, фейк ньюс импакти во тој дел. Јас тоа повлеков дека никој не може подобро нив да ги разбере подобро од нас од Балкан, затоа што ние скоро имаме на жалост свежи осеќања во Босна и Хрватска и Србија што се случило пред 30 години, кај нас се случи пред 20 години, блиску во регионот, така да знаеме што тоа значи, дека војната на крај е нешто апсолутно лошо, не само за губење на животи и човечките животи, туку и другите турбуленции, бидејќи се иселуваат и луѓето и тешко тие се враќаат пак повторно. Заменик гувернерката на регионот Киев, Тетјана Шчербак, посочи дека преку трибината ќе се изнесат вистинските информации за случувањата во Украина. Можливо, яка перебуває під впливом Росії найбільше. Територія на Балкан, предпоставам, има највисоко влијание од руска пропаганда. И затоа сме тука да донесуваме вистинска информација за сите случувања во Украина. Кај нас во Украина моментално е геноцид врз украинско население. И украинци моментално се борат не само за својата слобода, за слобода за цел свет. Така ние ќе го браниме свет од Трета светска војна. Трибината беше затворена со прашање од публиката, а истовремено од тука беше испратена и порака за што поскоро запирање на војната агресија и изнаоѓање трајно решение меѓу завојуваните страни.